Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ова е прво видео за 2022 година. Се надевам годинава ќе успеам да прочитам не само многу, пред се колку книги ќе прочитам, тоа не ме интересира, туку да се надевам дека ќе прочитам добри книги и ќе успеам да направам многу видеа кои што ќе се надевам ќе ви инспирираат. Во ова видео ќе зборувам за Генерал на мртвата војска од Исмаил Кадаре. Исмаил Кадаре е писател кој што одамна се спремам да го читам. Оваа книга баш ми стоеше на полица одамна. Меѓутоа некако некогаш треба да се погоди и моментот и расположението да почнеш да читаш некој писател. И интересното е што не почнав, не ја прочитав прво оваа книга од него. Неодамна најдов на еден од неговите последни романи во издание на Литература МК на Арсламина, а тоа е Куклата. И ова е многу мал роман, не знам, има 105-6 страници. И ова е едно од неговите последни дела во кој што зборува е на некој начин осврт или сеќавање на неговата мајка. Меѓутоа не е само строго сеќавање само на мајка му, туку има доста и автобиографски моменти од неговиот живот и развојот како писател, средбата со неговата сопруга и така натаму. Има уште една книга од многу познат писател кој што пред некоја година доби Нобелова награда, а уште е мистерија зошто Исмаил Кадарен до сега нема добиено Нобелова, иако е номинирано што некаде 80-тите години повеќе пати за таа награда. Има еден друг писател, контроверзен писател исто така, тоа е Петер Хандке и ова е неговата книга Несреќа без желби. Ова е исто така малецка книгичка, малецок роман, осврт сеќавање на неговата мајка која извршува некаде околу на 50 годишна возраст извршува самоубиство и Хандке се навраќа на нејзиниот живот. Двете овие книги, можам да кажам дека ајде да не се расфрлам сега да речем дека се ремек дела, меѓутоа се одлични, фантастични, брилијантни книги. Сакам во едно од наредните видеа ќе направам компарација меѓу овие две книги и за овие две сеќавања на мајките на овие познати писатели. Исмаил Кадаре е албански писател, значи роден е во 1936 во Ѓирокастро или Ѓирокастро, не знам како е правилно. Значи живее до 90-та година, значи до 1990 година живее во Албанија и во 90-та токму пред паѓањето на социјализмот, нели промена на системот, бара азил во Франција, веднаш го добива и останува таму да живее. Албанија, сепак ако размислиме во сите социјалистички земји, веројатно Албанија беше, не знам колку строг бил социјализмот или комунизмот, како и да е, мислам дека беше една од најстрогите земји, меѓутоа беше дефинитивно се важеше за една од најзатворените земји, во смисла на тоа дека ретко кој излегуваше, ретко кој влегуваше во земјата и нормално имаше строг тоталитарен режим. Феноменот на Кадаре што тој после средно училиште оди и учи во Москва, студира на книжевност, студира таму на тој советски факултет, се враќа подоцна во Албанија и нели почнува кариера, почнува да пишува. И Генерал на мртвата војска е всушност негов прв роман, некаде средина на 60-тите мислам дека е издаден. Го издал, ова издание е старо, не знам, ова е Култура, македонска книга, мисла, така натаму, превод од албански Адем Гајтани. Значи јас го имам ова издание и феноменот е што кога ја напишал оваа книга, некако книгата дошла некако во Франција, таму се испечатила на француски во превод, била примена со воодушевување и подоцна доживела повеќе преводи и уште рано во кариерата Кадаре се стекнува со слава и станува познат и мислам дека токму таа слава и токму тоа што станува буквално најголемиот албански и поет бил, меѓутоа и писател, на некој начин му го спасува животот. Затоа што успева, од она што го имам читано во повеќе негови романи, да изврши критика, суптилна критика на тој режим. Режимот не бил глупав, луѓето знаеле дека прави критики кои што се субверзивни за тој систем, меѓутоа
на некој начин, токму поради најверојатно стравот и меѓународен притисок, успева кадаре, меѓутоа не помина толку лесно, на повеќе пати значи има притисоци врз него вршени, закани и така натаму. Кога пребегнува во 90-та година, значи веднаш е обележан како предавник и така натаму. Меѓутоа и самиот Кадарев во едно интервју вели дека ние може да си кажеме, многу е лесно да каже човек од страна, нели, или од кога завршиле работите, да каже да, ама како не критикувал отворено, па дури зошто се вклопувал во системот. Меѓутоа, тој вели, тоа ми остана во ум, тој вели, дури и како писател да пробаш некако јавно да направиш некој протест, да направиш некој гест или нешто што ќе се обиде да го разоткрие тој тоталитарен систем или маните на системот, или колку е ужасен самиот систем, тој вели тоа толку лесно ќе се прво со тебе ќе биде завршено, тоа е сигурно, или ќе скапеш во затвор или ќе бидеш ликвидиран, меѓутоа дури да пробаш да направиш некаков херојски чин, тоа така ќе биде испинувано и така ќе биде направено да ти секако ќе излезеш предавник, ќе излезеш ментално нестабилен или нешто ќе се случи, значи така да во јавноста воопшто твојата порака не допре како што ти замислуваш дека ќе допре. Поготово во тоа време што ни еден печат, ни весник, ништо, ни телевизија не може да излезеш со нешто кое што не е строго цензурирано или одобрено од власта. Генерална мртвата војска всушност е многу едноставна, многу интересна приказна, идејата е многу интересна. Станува збор за една во Албанија слетуваат со авион двајца луѓе, еден генерал и еден свештеник, и тие се испратени на официјална мисија. Нивната мисија е да одат во Албанија и да одат да извршат ископување и да ги земат коските од загинатите војници на нивната армија која што војувала таму и била окупаторска војска 20 години претходно, значи ова е некаде средина на 60-тите, да ги земат тие коски, да ги вратат назад во татковината и таму да се изврши официјален погреб и всушност да им ги вратат на семејствата на тие погинати. Доаѓаат во Албанија, значи почнува се една интересна сцена, слетуваат, летаат низ албанските планини кои што се високи, за нив застрашувачки, времето е неубаво. Доаѓаат таму и тоа е во основа, тоа е целата идеја на приказната. Генерална мртвата војска всушност е стилот на Кадарев во овој роман, не знаев што да очекувам, е многу едноставен, многу економичен, значи многу е лесно да се следи приказната, значи мислам дека она што се случува во приказната или пораката или она што можеме да го извлечеме од приказната се наоѓа под површината, затоа што како што кажав приказната е многу едноставна. Доаѓаат овие луѓе, одат, почнуваат макотрпна работа, значи одат, имаат придружници со нив, имаат еден албанец експерт, работници одат по планини, одат покрај морето, одат на разни места, одат во разни села и влегуваат во таа макотрпна работа која што почнува да трае со месеци и месеци и месеци. И на моменти помислив или се понадевав тајно дека ќе тргне во насока на Буцати и Татарска пустина, ако сте го читале романот и крајот на романот каде што ајде не правам спойлери, мислев дека ќе заврши тука и дека генерал ова ќе биде бескрајен процес, меѓутоа не излезе така. И на самата површина романот е многу, на англиски би рекол, straightforward, значи едноставен, директен, стилот е едноставен, раскажувањето е бавно, значи ова не е роман со не знам какви пресврти или драма или не знам, нема некаков емоционален набој. Меѓутоа, под површината може да се исчитаат повеќе или пораки или критики или описи на менталитетот и на албанците и на ставот со кој што доаѓаат генералот и свештеникот. Значи свештеникот го гледаме најпрво доаѓа со, и не најпрво, туку доаѓа со цело време со некој став на некаква гордост или супериорност и повторува во разговорите дека тој ако бил за време на војната немало да дозволи толку луѓе да загинат и дека поинаку ќе направил стратегија и така натаму. И цело време имаме диалози меѓу него и свештеникот. Од друга страна, свештеникот веќе бил повеќе пати во Албанија и низ тие разговори
го дава менталитетот или го опишува албанскиот народ каков е и како што некој рекол низ устата на свештеникот поубаво ги опишува самите албанци отколку што тие може да се опишат самите себе, нели Кадаре го користи свештеникот за тоа. И ги гледаме, она што ми се допадна исто така е што има некои многу убави метафикциски елементи во романот, каде што да речеме и ја следиме приказната, многу едноставна приказна, го следиме опатување на овие луѓе, меѓутоа некаде помеѓу Кадаре вметнува да речеме во облик на стари записи и дневник на некој загинат италијански војник и ја гледаме неговата приказна, неговото доживување, дезертерство или дознаваме за една друга случка која што се случува во едно од тие места, некои лични драми и така што многу убаво приказната, имате чувство дека се движи бавно, меѓутоа многу ја збогатува Кадаре со тие елементи. Ги имаме и Кадаре успева да не зазема страна. Иако претпоставувам затоа што прв роман му бил и едноставно му висел, нели, сигурими полицијата, таа тајна полиција и системот му висел над глава и постоја некое сениште. Сепак кога ги опишува албанците може да има малку чувство дека кога свештеникот ги опишува дека малку звучи политички коректно во тоа време, претпоставувам. Меѓутоа потоа кога се соочуваат во тие села не зазема Кадаре страна. Интересно е што има некој чувство на надменост или и страв и супериорност кај генералот во однос на овие луѓе кои што ги сметаат дека се луѓе кои што зависат од оружје и уживаат да војуваат. Од друга страна, албанците не го откриваат нивното непријателство затоа што 20 години се прекратко време и тие имаат многу добри сеќавања што се случило. Не го кријат нивното незадоволство или не го изразуваат така директно, че на моменти се чувства таа тензија меѓу селаните, меѓу луѓето, меѓу генералот и свештеникот. Како и да е, и целата таа символика дека во книгава, значи ги имаме овие протагонисти, меѓутоа генерал на мртвата војска, всушност таа војска, тие сеќавања, замисли за тоа како живееле тие луѓе или што можело да се случи со нивните животи, значи буквално таа војска зборува самата за себе. Интересна атмосфера, многу интересна идеја, добро напишано, одлично напишано. Всушност, Кадаре смета дека, инаку мала дигресија, Кадаре е се уште жив и е жива легенда, еден од веројатно најголемите писатели во моментот во светот. Мислам дека живее во Франција и во Албанија наизменично. И ова е веројатно негов најчитан роман, меѓутоа Кадаре сметал дека најмногу бил задоволен со Палата со ништата. Тоа е еден друг, мислам дека така се викаше. Тоа е еден друг роман што наскоро ќе го читам, затоа што кој ќе ми се допадне роман, знам малку компулсивно да ги читам повеќе романи од истиот писател еден по друг. За крај ќе прочитам само еден цитат, еден извадок од книгата во кој што кога се случува таа инвазија и доаѓа армија да напаѓа од морето, и дава еден мал пасус, ќе прочитам еден опис како доаѓа се синуваат луѓето во умот по дефолт тие сметаат дека треба да војуваат и да ја бранат земјата, и ќе прочитам еден извадок за тоа како реагираат луѓето кога се случува таа инвазија. Така тој ден слегле десетици такви чети. Во овие чети имало луѓе со палари и со очила, измешани со високи планинци од разни племиња, кои уште живееле патриархален живот и среде овие последниве, можеби повеќето од нив не знаеле која држава напаѓа и против кој непријател се борат. Зашто тоа било нешто беззначајно? Значајно било што несреќата излегла од море и требало да се отфрли в море. Повеќемина од нив никогаш немале видено море и сигурно кога им се појавувало пред очи викале занесени колку е убаво. И можеби не им се верувало дека злото може оттаму да дојде. Потоа рамнодушно ги гледале крстосувачите што се црнееле со гигантски топови, управени кон брегот. Авионите кои ниско летале, бродовите со кои било извршено истоварувањето и потоа, не одолжувајќи, се судирале со непријателот онака како што го барале обичаите и биле убиени едно по друго, кој порано, кој подоцна. Подоцна, кон крајот на денот,
пристигнале за доцнетите, оние од далечните планински краишта, и така изморени и капнати од долгиот пат влегле в битка токму во времето кога заоѓало сонцето, токму кога окупаторите со силни помпи ја миеле крвта од улиците на Драч и улиците изгледале како распламтени под последните сончеви зраци. Ова е според мен еден од најубавите пасоси во овој роман, Генерал на мртвата војска. Ви го препорачувам кадаре, за мене е откритие, ви го препорачувам овој роман и наскоро очекувајте видеа со исто така добри препораки. Фала на вниманието и се гледаме. Чао!